Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер. Ова е ТВ журналот Newsflash на Гласот на Америка на македонски. Со вас во оваа емисија ќе биде Јане Бојаджиевски. Извршниот директор на JP Morgan Chase денес пред инвеститорите ќе објасни како најголемата банка во САД загуби $2 милиарди во рискантно берзанско тргување. Рон Пол се откажа од републиканската трка за Белата куќа, но не и од тоа да му ја отежни победата на Мит Ромни. Следат најновите вести. Првиот човек на JP Morgan Chase ќе се соочи со инвеститорите во врска со $2 милиарди загуба на компанијата. Джейми Даймонд ќе се појави на годишната средба на компанијата во Тампа, Флорида. Акциите на JP Morgan паднаа повеќе од 10% откако ја објави веста минатиот четврток, но тој жестоко се противи на поголема регулација на финансискиот сектор од страна на државата. За време на појавувањето на популарната емисија Поглед на ТВ мрежата ABC, американскиот претседател Барак Обама се заложи за спротивното. Тексашкиот конгресмен Рон Пол вели дека ќе намали кампањата за претседател, но дека и натаму останува во трката за освојување партиска номинација како алтернатива на единствениот преостанат кандидат Мит Ромни. Пол најави дека наскоро ќе изложи неговата политичка стратегија за републиканската партија и подоцна ќе присуствува на конвенцијата, настапувајќи со, како што рече, силна порака. Расел Вестбрук со 27 поени и Кевин Дуран со 25 ги предводеа домашните Оклахома Тандерс за победата врз Лос Анџелес Лейкерс 119-90 во првиот надпревар од серијата најдобар во 7 во полуфиналето од западната конференција. Филаделфија Сиксерс ја изедначија серијата на 1-1 со тесната победа врз Бостон Селтикс со 82-81 во источната конференција. Денес ке играат Индијана Пейсерс, Мајами Хит и Лос Анџелес Клиперс, Сан Антонио Спурс. Поп звездата Джесика Симпсон и дизајнерката во подем, чија керка Максвел Дру е само 2 недели стара, лансира нова модна линија за модерни бремени жени. Како што најави, нејзиниот дизајн ќе биде насочен кон нивните мајки кои сакаат да ги следат модните трендови и за време на бременоста. Во продолжение на Newsflash, пат на светските берзи поради кризата во Грција, каде политичарите не најдоа заеднички јазик да состават влада по изборите. Растечката неизвестност ги подгрева стравувањата дека земјата може да стане првата, што ќе ја напушти 17 члената еврозона. Грчкиот печат предвидува неизвестна иднина за земјата. Драма, гласи еден од насловите. Земјата на раб на амбисот, наведува друг. Аналитичарот Теодор Кринтас заклучува дека без влада Грција сега е како брод без кормило. Европските и грчките берзи стравуваат дека политичката нестабилност што започна минатата недела ќе трае уште еден месец. Политичкиот проблем во Грција станува уште посложен со економското забавување во Европа и промената на власта во Франција. Роберт Халвер раководи со одделот за пазарни истражувања на германската Бадер банка. Во моментов се е политика, а германскиот влог е на удар бидејќи немаме јасна слика каква ќе биде политичката ситуација во Грција, Франција и во Европа воопшто. Според најновите анкети, доколку во Грција се распишат избори наредниот месец, би победил водачот на радикалната левица Алексис Ципрас, кој сака Грција да остане во еврозоната, но е против условите на Европската унија за финансиска помош. Пазарниот советник од банката Саксо, Ник Бикрофт, тоа го нарекува нереален став. Наредниве 6 месеци постои реална опасност од бројни погрешни проценки во грчката јавност, главно поттикнати од предлогот на Ципрас дека Грција може да остане во еврозоната дури и кога би се спротивставила на барањата за штедење. Џорџ Цогопулос од Хеленската фондација за европски надворешна политика од Атина смета дека тоа може да доведе до враќање на грчката драхма со потенцијално катастрофални последици. Ќе дојде до политички хаос и социјални немири. Малите бизниси и предпријатија веднаш ќе банкротираат, а грчката валута ќе девалвира. Во случај да дојде до нови избори и тие да не донесат ништо ново освен поделеност, на тамошната финансиска помош за Грција ќе биде доведена во прашање. Европските лидери од средбата во Брисел упатија строга порака до земјата да се придржува до програмата за штедење или во спротивно да се соочи со неизвестна судбина надвор од еврозоната. Дрогата и алкохолот се лесно достапни во студентските домови во САД.
Ве носиме на Универзитетот Рутгерс во Нью Джерси, истражувајќи го проблемот и во потрага по решение. А таму нова програма за студентите кои се обидуваат да ја победат зависноста. На Универзитетот Рутгерс овој студент постигнува гол во фудбалска видеоигра. Мала победа во еден од двата студентски дома специјализирани за закрепнување од дрога и алкохол. Тука студентите се обидуваат да постигнат поголема победа – живот без зависност. Здравствените лица кои се грижат за студентите побараат да не им ги снимаме лицата за да ја зачуваат приватност. Грегори вели дека се почнало кога се навлекол на лекови против анксиозност. Klonopin, Xanax. Лекови, алкохол, марихуана. Сето ова го земав на дневна база. Ескалираше до тој стадиум што не можев да се фокусирам на наставата. Го избркале од првиот универзитет, потоа се лечел и на крај се запишал во Рутгерс. Еве зошто му се допаѓа програмата за опоравување од зависност. These are friends also that I can talk to about some really personal issues that are going on with my life. Сретнав пријатели со кои можам да разговарам за лични работи. Претходно моите пријателства, особено кога се дрогирав со лекови, беа само за тоа да бидеме хај. Лиза Лајтман ја основала програмата за лечење од зависност од алкохол и дрога при универзитетот. Вели студентите кои веќе се дел од програмата им помагаат на новите да ја надминат самоизолацијата поврзана со зависност. Полесно име увидуваат дека не се сами. Студентите мора да минат низ сите 12 фази на програмата, што не се само поврзани со надминување на зависноста, туку и обновување на односите со надворешниот свет, што биле нарушени поради алкохолот или дрогата. Покрај дипломата и шансата за успешна кариера, тоа за овие студенти можеби е најголемата победа во животот. А утре во News Flash, САД се единствената земја во светот кој се квалификува со максималната квота од 16 мечувалци за Олимписките игри во Лондон во јули. Не пропуштајте утрешната емисија. Утре во News Flash, умот остар колку и мечот се подготвуваат за Олимпијада не само на физички план. Гледате во среда во News Flash. Го гледавте News Flash на гласот на Америка на македонски. Јас сум Јане Бојаджиевски од студиото во Вашингтон. За најнови содржини посетете и нашата веб страница glasnaamerika.com. А станете наш пријател и на Facebook. Пријатна вечер. Се гледам утре.